Оваа сабота, 13 декември, во Хотел Континентал со почеток од 12 часот се одржува четвртото издание на Slow Food Салон во организација на Slow Food Македонија. Настан кој што е посветен на нашата конекција со природата и храната, настан на кој што ќе има интересни производи, дегустации, форуми и предавања и настан на кој што вреди да бидете присутни. Во продолжение низ разговорот со Вања Тодоровска, пиар на Slow Food Македонија, ќе дознаеме што се нуди ова четврто издание на Slow Food Салон. Вања, пред се здраво. Здраво, добро утро тебе, Ирена, добро утро на гледачите на Алфа. И многу ми се допадна ова што го кажа, конекција на Slow Food Македонија заедно со природата. Инаку, како што веќе најави, ова е четврто издание на салонот Slow Food Македонија, кој што го има слоганот заедно со природата, а инаку досега го следиме патот на слоганите, односно на визијата која што не води. Првото беше храната е движење, понатаму храната е идентитет, заедно сме заедница, за да на крај се сплотиме со природата. Инаку станува збор за сите што го сакаат Slow Food, а според тоа колку не следат на Facebook и колку доаѓаат на нашите настани, знам дека имаме една убава армија на луѓе поддржувачи на добра, здрава и правична храна. Утре цел ден од 11 до 20 часот ќе може да поминат прекрасно време во Хотел Континентал, каде што нема да биде само саем на храна. А кога сме кај саем на храна, сакам да спомнам, мислам дека и си била многу пати, знаеш дека тука ќе може да се дегустира и да се кој сака и да купи, бидејќи сите членови се регистрирани, да се проба наша автентична храна. Мене ми е убаво кога ќе кажам храна која што посетува на детство, бидејќи го има истиот вкус што го паметиме негде во некој файл од главата. Ќе може да се запознаат со локалните производители, бидејќи некако стануваме уморни, купуваме храна, не знам, од Уругвај, наместо од нашите производители кои што, значи зборувам исклучително за slow food приказни, храна која што не е ниту третирана на било каков начин, не е прскана, туку изворна, природна и наша. Значи тука ќе имаме богата палета на млечни производи, разновидни сирења, ќе имаме разновидни джемчиња, ајвари, намази, тартуфи кои што стана дел од нашето секојдневие, а нели до пред некоја година беа приказна која што не можеме, вкусот кој што не можеме поради цената да го доловиме. Ќе имаме миксологија, спарување на, односно комбинација на стари пијалоци со некои нови миксови. Ќе имаме се што може да ви го привлече вниманието и што во овој случај ќе биде мост меѓу slow food и природата, да се потсетиме што е она што значи вистинска храна. Освен можноста за дегустации, за купување на вкусни македонски производи од локалните производители од целава земја кои што ќе учествуваат на ова четврто издание на саемот, оваа година ќе имаме можност да проследиме и уште еден дополнителен концепт, а тоа е Slow Food Арената, во рамки на која ќе се одржат и 3 многу интересни форуми. Може ли да ни кажете за што станува збор? Навистина многу сме горди поради таа Slow Food Арена, бидејќи тоа е, можам да кажам, николец на Slow Food Македонија. Значи сите посетители, самиот настан ќе биде достапен за луѓето кои што ќе дојдат на салонот. Станува збор за 3 работилници, интересни секој на свој начин. Имаме едукација за најмладите, имаме агроекологија и slow food фарми и имаме slow food travel. Значи првото е едукација за одржлива иднина, можноста на некој начин да ги научиме децата како се произведува храна, односно училниците
тие сувопарни, да речеме, простори, да ги замениме со отворено небо и со природа, да бидат во контакт со природа, а сето тоа благодарение на проектот кој што го тераме веќе со години и е многу популарен меѓу основните училишта, тоа се Slow Food училишни градини. Понатаму е врска со природата преку агроекологија, која што е и идентитет на она што значи екологија и можноста луѓето да бидат дел од тоа и Slow Food фарми. Можам да се пофалам дека ние од пред некој месец ја имаме првата Slow Food фарма, тоа е тет-а-тет со природата од Витачево, со Горан Колев, кој што живее, навистина му симнувам капа, како што живееле неговите предци, значи тотално на ти со природата. Одгледуваат животни со храната која што треба да ја јадат, потоа самите Горан и неговата сопруга произведуваат храна, односно растат разноразни зеленчуци, жена му меси леб и сето тоа во голема љубов со сонце, со небо, со таа прекрасна природа и така натака. И на крај, можеби нешто многу атрактивно, тоа е Slow Food Travel. Станува збор за некомерцијален туризам. Ми се чини дека малку се изморивме од блескавила, од она што го нуди Западот. Сега е ова нешто малку покротка варијанта како да се помине викенд, можеби и одмор, патувајќи низ местата кои што ги лоцирала Slow Food Македонија. Станува збор за Slow Food гостилници, ги имаме 17 на број, тоа е само почеток. Тоа се места кои што се сплотени со природата, каде што ќе го препознаете нашиот традиционален домаќин лук и нашето традиционално гостопримство, каде што ќе јадете сигурно не помфрит, туку можеби пекарски компери, што се не, каурдисана туршија, тас кебаб и се што правеле нашите стари, некако чувство, така генетски, секогаш кога одам по тие гостилници, како да го чувствувам гласот на она што го носам генетски во себе. И тоа е баш препознавање и ние сакаме да ги направиме и се надевам ги правиме повидливи за луѓето кои што сакаат да се одморат и да вкусат нешто добро и природно. Тука се и винариите Slow Wine, имаме 2 изданија до сега и винариите ја имаат многу убава приказна, значи да се пробат, да се вкусат нашите вина. И при тоа секој винар на свој начин прави спарување на вината сега може да има неколку ганга со храна и сето тоа е убава приказна, а најмногу тоа што мислам луѓето го препознаваат е искреноста. Значи, искреноста никогаш не може да се одглуми, а Slow Food е приказна токму за тоа, за искрени, работливи, вредни луѓе кои што го враќаат човекот кон вистинската храна. Вања, за крај, влезот е слободен, предпоставувам, за сите кои што сакаат да дојдат на ова 4-то издание на Slow Food Salon. Влезот има символична цена од 200 денари, за членови на Slow Food е бесплатен, меѓутоа може да се помине цел ден. Ова заборавивме да го кажеме, имаме и детско катче, значи додека родителите пазаруваат, разгледуваат, се запознаваат со локалните производители, децата ќе може да присуствуваат на 4 работилници, од шепот на природата до правење на разноразни фигури. Тие се од 12 до 6, заедно со едукативен тим на Slow Food Македонија, значи за сите. Сега не ќе да ја употребам фразата, али некогаш и фразите се добре дојдени. Имаме за сите по нешто, да се помине поинаков ден, да се дојде во допир со природата и со она што вистина исконски го препознаваме. Одлична можност, наместо да се испие кафе, каде што секојдневно пиеме во некое кафуле, да се дојде со пријателите или со членови на семејството на ова 4-то издание на Slow Food Salon и одлична можност, наместо да се купува од маркетите
увозно нешто, да се купи нешто наше, автентично и македонско. Вања, благодарам што ги споделивме овие информации со нашите гледачи и посакувам успешна реализација на 4-тиот Slow Food салон. Ве очекуваме и вас, нашите драги пријатели од Алфа телевизија и сите кои што сакаат да вкусат домашно, да се дружат и да си поминат убав ден. Ние секако ќе бидеме таму, а верувам и многумина што во моментов не слуша и дозна за ова убаво случување, дека ќе бидат утре заедно со нас во Хотел Континентал. Фала уште еднаш.